Ангела, најнапред честитки за ова одлична идеја, за ова една модна револуција која што ја правите со ова прва инклузивна модна ревија во рамките на Моден викенд. Како се чувствувате? Фала, пред се чувствувам голем притисок и огромен предизвик за да ја остварам целата идеја таква каква што треба да биде, да прикажам инклузивност пред се, целата тема Body Right on Your Body Image да биде добро представена како што е посакувано и да биде све во најдобар ред. Целта ни е да прикажаме дека сите тела се еднакво совршени, иако не сме никој од нас совршени, да прикажаме дека секоја наша различност представува е добре дојдена, заради тоа што тоа направи тоа што сме и уникатни. Како настана соработката со Шпанија? Како дојдовте до таква идеја? Па пред се ме исконтактира од Skopje Fashion Weekend со еден ваков проект каде што како прва моја исто така индивидуална ревија ми беше голем предизвик да бидам дел од сето ова, но поради тоа што беше огромен предизвик ми беше чест да го прифатам. Соработката со шпанската амбасада и со UNFPA беше многу позитивна работа и за целосно изградување како мене и како дизајнер целосно, но и за представување на инклузивност и барање на дигиталните права во. Знам дека многу брзате, но уште едно прашање. Подготовките, изработката на облека, постои ли некаква разлика? Дали ви имаше потешкоти во работата? Дали забележавте разлика во однос на производството на класична линија од ова? Па јас пред се служам со апсайклинг техника и во мојот индивидуален бренд, така да тоа ми беше и голем предизвик кога почнав со брендот, но пред се е многу важно да стремиме кон тоа да искористиме претходно употребена облека, да ја пренамениме истата, така да некои главни потешкоти што ми беа можеби беше во разликата на градбата на тело за различни форми на тело, но секако со консултација на самите луѓе кои што ги носат, кои што ќе бидат вечерова дел од ревијата, учев многу за различни типови на тела, научив многу и за како сето тоа треба да го прифатиме и да направиме пробана. И знаете, ние новинарите сме ненаситни од прашања, само уште ова немој да ми се лутите, како реагираа моделите. Не зборувам за класичните манекенки, за стандардните манекенки, останатите модели кои што ќе се појават на пистата. Како реагираа на вашата покана? Па сите од нив, јас прв пат сега ги запознав и беа доста возбудени да бидат дел од нешто такво, секако беа и на почеток со пониска самодоварба и дали ќе го изведат тоа како што треба, но со нивна консултација околу дизајн, поради тоа што секој дизајн што беше изработен за инклузивните луѓе беше изработен и со нивна препорака околу дизајнот, поради тоа што главната цел е да направиме тие да се чувствуваат удобно во самата облека, не толку само да биде и мојата дизајнерска замисла остварена, така да мислам дека ја исполнивме таа цел и се надам дека ќе го видиме вечерва тоа. Честитам уште еднаш и посакувам успешна ревија. Фала ви. Секој добро.